Значи, ова манифестација се одржува по 8 пат. Беше претходно самостојна манифестација, првите 2 години, како што се сеќавам, а дел од Струмица Open Fest е веќе 6-та година поред. Мислам дека така ќе му дојде, 6 години Струмица Open. И од година на година, едноставно, не знам, интересот е постојано исти, постојано имаме пријавување на келнери. Морам да признам дека има мал пат во овогодинешнава манифестација, затоа што не знам дали поради тоа што келнерите имаат обврски кон своите објекти да бидат таму во тој момент, а не на трката на келнери, затоа што знаем дека овој летен период има доста народ, се враќаат многу наши кои што живеат и работат во странство, така да мислам дека еве за разлика од првите години кога беше на почетокот имаше пријавување некаде околу 32 келнери да се пријавува и имаше дури и женски дел, меѓутоа ова година само 20 келнери беа дел од ова трка на келнери и се надевам дека никогаш нема да замре, ќе продолжи и понатаму, иако имаме во одредени години некаде и падови во самата манифестација. Сакате да кажете дека девојките не се пријавија на трката на келнери? Да, имавме проблем со нив, затоа што тие знаете како е, треба малку повеќе да бидат молени и така натаму. Но еве оваа година решивме да не ги молиме и да само да ги повикаме машките да дојдат. Рековте дека недостасуваат келнери? Не, келнери има, меѓутоа не ги пуштаат најверојатно газдите, затоа што, како што реков на почетокот, има доста работа, затоа што има доста голем број на гости во тој временски период кога се одржува трката на келнери. Имаме ли брзи, успешни и иновативни келнери? Па не Што знам. покажува издание? Кој е најбрз, кој е највешт? Па има различни перформанси, различно е застапено кај секој. Сега не знаем, некојаш тој што е најбавен излегува победник затоа што е стабилен. Некој ги има и двете работи, меѓутоа знаеш среќата е понекогаш и присутна. Може баш во последен момент да ти падне чаша или шише, иако си доста брз и вешто си ги спуштил на масата. Така да се си има свое значење. Кој е најбрз, а кој е највешт келнер во Струмица? Значи, вака, да кажем за наградите, значи првата награда беше 12.000 денари, втората награда беше 8.000 денари, а третата беше 6.000 денари. Првата награда ја доби Дени Перов од Happiness, втората награда му припадна на Иле Василев од Концепт кафе, а третата награда му припадна на Трајче Николов од Кафе 19. Ако се зголемат наградите, ќе има ли поголем интерес за учество на оваа трка? Па би требало, јас мислам. Мислам дека ако се кренат малку повеќе наградите, затоа што еве секоја година е тука некаде таа сума, мислам дека може да вистина да привлече малку поголемо внимание, затоа што еве имавме минатата година од други градови, оваа година имавме само еден од Гевгели. Минатата година имавме и од Радовиш и од некои други градови тука од Гевгелија, освен кој што постојано тој настапува, меѓутоа имаше и други од Гевгелија келнери кои што дојдоа. Дали тоа значи затоа што тогаш беше 15.000 денари првото место, ги привлече да дојдат и келнери од други градови, не знам, меѓутоа мислам дека тоа би било доста добро, доколку еве на пример прва награда е 20.000 денари.